Задача за 6-то одделение од тема број 1 природни броеви. Задачата е од учебникот кој е изработен од авторите Јово Стефановски и Наум Целаковски. Мојата прва задача се наоѓа на страна 6, а редниот број на задачата е прва. На цртежот се дадени множествата А и Б. Со помош на Венови диаграми ни се представени тие две множества. И имаме повеќе барања за решение на ова задача. Под А, запиши го множеството А на табеларен начин, а множеството Б на описен начин. Тоа ќе осториме на овој начин. Множество А, кога треба множество да запишеме на табеларен начин, отвараме заграда, ги набројуваме, ги запишуваме сите елементи на тоа множество. Редоследот по кој ќе ги запишеме елементите воопште не е битен. Помеѓу секој елемент мораме да ставиме запирка. Во нашиот случај елементи на тоа множество се само буквите Е и П, ги запишавме, ја затвараме заградата. Со тоа задачата, првиот дел од задачата под А го извршивме. Множеството Б треба да го запишеме на описен начин. Б еднакво. Повторно ќе отвориме заграда, пишуваме Хикс, ќе го употребиме овој символ, а него го читаме КД. Хикс, КД, Хикс се буквите Б, К, А, И, У. Ќе затвориме повторно заградата. Сега во целост ја го решивме барањето под А. Под Б имаме барање со користење на знаците Е елемент или и не елемент, запиши кој од буквите Е, У, Б или К е елемент на множеството Б. Случај под Б, значи имаме Е не е елемент на множеството. Го одбираме символот не е елемент на множеството Б. Понатаму имаме У. Е елемент, ќе го одбериме символот кој го читаме елемент или припаѓа сега на множеството Б. Понатаму имаме Б. Е елемент на тоа множество. И К исто така елемент на тоа множество. Изврши со тоа барањето под Б го извршивме. Под В, кои букви се елементи на множеството А? А, Б под В, значи имаме елементи на тоа множество секој Е и П. Океј. Под Г
од буквите што се елементи на множеството без состави збор ни помогнале, се работи за име на дрво. Значи дрво кое може да се запише користејќи ги буквите од тоа множество. Случај под Г, јасно дека се работи за бука. Изврши го тоа. Задачата во целост ја решивме. Ево за размислување, од мене едно барање, пронајдете држава чие име можеме да го запишеме користејќи ги тие букви. Благодарам.